си спремен за работа, да имаш да си млад и да си отворен за нови предизвици. Јас имам 20 години. Зависи од денот, некогаш ми треба буквално една слика или ќе сликам неколку и првата испаѓа најдобра, некогаш едноставно се сликам 50 пати и после ни една слика не се постира, така да зависи. Многу. Бидејќи сите мислат дека не треба да спиеш, не треба да јадеш, не треба ништо приватно да правиш, така да кога си отсутен, многу е сериозно сватено тоа, така да цело време телефонот у рака и онлайн. Или одлучувам ништо да не постирам и да постирам некоја слика од пред 2 месеци, или едноставно одлучувам да го споделам тоа бидејќи верувам дека треба да сме искрени, дека не е реален свет Инстаграмот и дека и сите имаме лоши денови, окей. Пред искочи Инстаграм. Зависи која компанија и зависно мојот пристап кон компанијата, колку јас мислам дека има простор за соработка и дали они се спремни моите услови да ги прифатат, така да 50-50 би рекла. Секој ден е различен. Немам типичен работен ден, некогаш имам фотосесија, треба да станам во 6, некои денови се само дома седам пред лаптоп, мејлови, а некои денови сама сликам, па на тајмер да го наместам апаратот, па трчај, сликни се, така да воопшто немам класичен ден. После некој период, да, мислам дека се зависно од тоа саме како ќе си се цениме себе си, бидејќи како предност на овој бизнис и на оваа работа е дека самите себе си ја давате цената, работното време, кога ќе се посветите на некој ангажман и така да може да се скажете високи цени, ниски цени, малку соработки, многу соработки, се зависи од вас, така да имате многу голема контрола и ако сакате да заработувате многу, ќе заработувате многу. Дека немам 9 to 5 job. Мислам дека не мора да станам секој ден во 8. Спонтани, непланирани, на шала, ајде да се сликаме, не знам што да носам, не знам кај ќе сликаме. Така да, тотално случајни фотки мене ми се најдраги, верам се, не знам дали се сметани за најдобри, ама најдраги дефинитивно. Ако не би избришат Инстаграм, да. Дефинитивно би сакала, мислам, мене ми е страх дека ќе ја снимам апликацијата, дека ќе излезе некоја нова, може тоа да е добро или лошо, но ако постои, дефинитивно би била нека кул баба на 50 години. Тоа е тоа, тие се погледите без смеење. Свет без социјални мрежи, дефинитивно. Црно.